Најмногу македонски представи во 18 годишното постоење ќе има годинава на фестивалот на монодрама кој синоќа започна во Битола. Стартуваше во 20 часот во Центарот за култура со представата Животот е прекрасен на Македонскиот народен театар во режија на Александар Морфов. Во текот на 7 фестивалски денови ќе се изведат 17 представи, од кои дури половината, односно 9 се македонски продукции или копродукции. Во официјалната конкуренција за Гран При ќе се надпреваруваат 13 монодрами, од кои 5 домашни. Но сите детали поврзани за фестивалот ги дознаваме од Билјана Димко, која ова утро линковски ја имаме од пред Центарот за култура. Добар ден и за тебе, Билјана. Добар ден, поздрав до сите гледачи до телевизија Мега, кои во моментот ја следат утринската програма Деница. Како што најави Вети, моментално се наоѓаме пред Народниот театар Битола, малку понеконвенционално. Ако се земе во предвид дека синоќа беше свеченото отворање на 18-тото полнолетно издание на фестивалот Монодрама Битола 2016 година, свеченото отворање го означи представата на Македонскиот народен театар Животот е прекрасен, и она како гледаш, што можев да го забележам, тоа беше дека салата беше преполна, беа громогласни аплаузите, но исто така и представата ги заслужи сите тие аплаузи, затоа што беше, односно, гледачите имаа можност да погледнат едно прекрасно театарско дело. Денеска мој соговорник од пред Битолскиот театар е селекторот на фестивалот на монодрама Битола 2016, кој веќе неколку години традиционално ги избира оние најквалитетни монодрами за да можат битолската публика, но и пошироко публиката да ги ужива. Тука со мене е актерот, селектор, актер со може да се каже сега интернационална кариера, Петар Мирчевски. Господин Мирчевски, добро утро и ви благодарам што ја прифативте поканата. Ви благодарам на поканата и добро утро и поздрав до сите гледачи. Оно што е интересно дека веќе неколку години сте селектор на овој фестивал, кој веќе станува и културен репер за битолската културна сцена. Што значи фестивалот за монодрама? Ете вие тоа можете да ни го кажете по конвенционално странен уметник. Па мене ме радува што од година во година навистина квалитетот е зголемен, исто така и квантитетот, бројот на пријавени, на аплицирани представи е се поголем, така да за жал ние оваа година моравме некои представи заради временскиот теснец и така да речем да ги одбиеме. Имаме во конкуренција 13 представи, 2 представи отворање и затворање, тоа е 15, и 2 представи кои се вон конкуренција, 17 представи, ми се чини дека навистина еден завиден број и еден завиден квалитет на сите тие представи. Оно што е интересно дека ова година има и повеќе македонски монодрами, и повеќе представи, што може да се каже. Со каков квалитет се тие и што се ќе може да погледне битолската публика и пошироко? Па ме радува фактот навистина дека е зголемен бројот на монодрами од Македонија. Оваа година имаме 4 од Македонија плюс една која е копродукција со Националната установа Центар за култура. Тоа се значи 5 представи, ние така во шега кажуваме 4,5 представи имаме од Македонија. Едната представа е по текст на Борче Грозданов, актер е Мите Грозданов, другата е на Охридскиот театар Никола Тодоровски, потоа имаме представа која денес е во 18 часот Ивана Атанасова ќе има ли војна, и последната представа е на Трајче Кацаров во избедба на актерот од Штипскиот театар. Оно што многу од моите колеги го забележа, но и повеќе од театарската уметност е зашто нема актер со монодрама од Битолскиот театар и воопшто од Битола. Како го прецепирате вие тоа? Па навистина немам прав одговор на тоа. За жал нема од Битола. Претходните години имаше неколку монодрами на завидно ниво. Навистина не можам да ви одговорам на ова, мене само можам да кажам дека ми е жал што нема навистина монодрами од Битола, но се надевам дека во идниот период ќе имаме прилика да гледаме и представа од некој битолски актер. Бидејќи се работи за 6 фестивалски денови, има една прекрасна програма и јас повеќе би сакала да апелирате и вака да се кажеме младата публика како да дојде поблиску, да ги погледне овие монодрами, колку е корисно и за нив самите. Па добро, јас ми се чини дека
Има солидна публика на овој интернационален фестивал на монодрамата во Битола, но мислам дека навистина треба да се апелира кон младите. Монодрамата е многу интересен драмски жанр, еден од најтешките за изведба, затоа што, како што ние велиме со актерски јазик, си сам и гол на сцената, условно гол нормално, и мислам дека може би тоа е причината кај нас што на вистина нема во Битола некоја монодрама. Може би ни фали малку повеќе храброст за да се фатиме во коштец со таа монодрама. Инаку, генерално сме задоволни од публиката во Битола, но се надеваме дека ќе биде и во зголемен број, а на вистина има и театарски сладокусци кои знаат да оценат што е права монодрама во Битола. Сега би сакала малку да допреме на вашиот професионален актерски живот. Неодамна се вративте од снимањето на филмот со Емира Кустурица. Како помина сето тоа, ако се зима предвид дека заедно снимавте со Моника Белучи? Па добро, тој филм трае 4 години, се вика На млечниот пат, по сценарио на Емир Костурица. Тој ја игра и главната машка улога и исто така е режисер. Една извонредна актерска екипа, покрај Емир Костурица главната женска улога игра Моника Белучи, играат Мики Манойловиќ, Сергеј Трифуновиќ. Од Македонија, од професионалните актери сум јас и има еден турчик, Северџан Бајрам, кој кај Костурица игра во неколку филмови. Па навистина мислам дека е Моника Белучи една извонредна актерска личност, а и извонредна личност приватно. Еден голем професионалец, непосреден човек и навистина на тие луѓе со такви квалитети кои котираат високо во светската кинематографија, не им преостанува ништо друго освен најнормално да се однесуваат. Освен тоа, публиката, односно вашите љубители, можат да ве погледнат и во серијата Чизмаши. Какво беше тоа искуство? Како се дојде до тие контакти? Добро, да, играв. Тоа е серија, ми се чини дека има 12 епизоди, јас играм во 4 епизоди. Режисерот е Дејан Зечевиќ, тоа е по текст на Драгослав Михаиловиќ. Исто е на извонредна екипа, предводена од Александар Берчек, Богдан Диклич. Па јас, да кажам, интимно не се познавав со Дејан Зечевиќ, меѓутоа бев препорачан некој продуцент, не знам никој. И навистина едно извонредно искуство со српските актери, бев примен навистина како да сме соработувале доста години назад. На последната пресконференција одржана на Битолскиот народен театар по повод премиерата на представата Сонети, кажавте дека ви е исклучителна чест што играте во представа на млади режисери. Последно беше Сонетите. Какво искуство беше и каква беше таа врска со тие млади луѓе? Добро, јас, иако имам скоро 60 години, се чувствувам млад по темперамент и навистина ми е задоволство да работам и со млади режисери и со млади актери. Представата со Ангелчо Илиевски на припремите поминаа, можем да кажам, во една извонредна атмосфера и чест ми е што во таа пиеса го играм ликот на поетот, тоа е всушност е ликот на Шекспир на постари години, додека ликот на младиот Шекспир игра мојот син Филип Мирчевски, мора би заради физичката сличност и нешто. Тоа ова ми е во мојата кариера втор пат да го играм Шекспир, затоа што еднаш играв во Мера за мера, еден турски режисер ја поставуваш, исто го играв ликот на Шекспир. Па младите се прекрасни, како што реков, има еден руски автор, Питер Устинов, тоест. Има пиеса која се вика Младите се прекрасни и стојам за тоа дека е така. И ние постарите можеме да научиме нешто од нив, а не само младите од нас. Господин Мирчевски, јас ви благодарам многу и посакувам многу успех. Ви благодарам и вам. Почитувани, тоа беше линковското вклучување од пред Битолскиот народен театар. Сите љубители на театарската уметност ги поканувам да ги проследат овие 6 фестивалски денови на фестивалот на монодрама Битола 2016. Имат што да погледнат, а особено ова покана е упатена до младите луѓе.